superheroj. Imate li plan, imate li vizija, kako na film i na televizija? Samo me molam bez hipokrizija. Gledam se jer nemam rabota, gledam se jer mene se sabota. Gledam se, muva ne me lazi, nikoj me saka, nikoj me mrazi. Vlatko Stefanovskivo, Utrинski pogled. Svika po noći, ljubav u bezvezni čas. Motamo krču, pijemo đubre, u neku zoru, sam po cijeli dan. Kalabalak, mi volimo, kalabalak. Mi nije namjer, ali ispadne tako. Uvijek naopako, uvijek na vrat na nos. Šta se tu može kad se zalomi? Đavo zna zašto, a možda ni on. Kalabalak, volimo, kalabalak. Ne dam da niko od pametnih hulja me ispravlja. Čak iako nisam u pravu, ja nisam u krivu. I niko ne zna i niko ne sluti tajnu u srcu pjesnikom. Već na srcu, košno su mozgu, puci što nađeš, al nikako to. I uvek kontra, i kada grešim, to mi je kejf, to mi je gušt. Kalabalak, volimo, kalabalak. Ne dam da niko od pametnih hulja me ispravlja. Čak iako nisam u pravu, ja nisam u krivu. I niko ne zna i niko ne sluti tajnu u srcu pjesnikom. Vlatko Stefanovskivo, Utrинski pogled. Čupnivo drvo, istina je, na dvore proleći visme. Ej, dragi moj superheroj, imate li plan, imate li vizija, kako na film i na televizija? Samo me molam bez hipokrizija. Gledam se jer nemam rabota, gledam se jer mene se sabota. Gledam se, muva ne me lazi, nikoj me saka, nikoj me mrazi. Vlatko Stefanovskivo, Utrинski pogled.
Долго го најавувавме, јас искрено многу се гордеев вчера, неколку пати ги потсетував. Знаете ли кој ќе не дојде утре? Знаете ли кој ќе не дојде утре? Не знам дали знаете, ама ќе не дојде утре. Ќе не дојде утре човекот и да ти кажам не е едноставно. Да му посакаме добро утро на Владко Стефановски. Добро утро. Се од легенди, од што значи гитарава и така натаму и звукот и Владко. Е работен термин овој твојов овој саатов овде станат си обично ова време или долго години станував кога син ми беше помал и морав да го носам у школа, така да станував со него. У 7:30 станував со години. Сега ме ослободи, сега е веќе 9-то одделение, завршува основно училиште. И сега сум ослободен од таа обврска и морам да признам дека спијам до 10 сати. Респект. Не, морам за денот ме гази и морам да сум наспан. Ако не сум наспан, тогаш влагам у некоја неуроза. Не, после ги доспиваш сативе, попладне, па дремка, па го сечеш филмот, па не е исто енергетски. Много е добро кога спиеш добро ноќе, тоа го чува дневното здравје. Така. Добро, кога бевме млади, бевме по-луди, па не спиевме со ноќи, ама Тоа се други хемија. Тоа се други времења и друга кондиција и друго лудило. Сега сум сепак во години кога ми треба да се внимавам на здравјето и на кондицијата. Вела децата растат, ние стануваме возрастни, сепак ве фали ли тој период кога моравте многу да се грижите за Јан и за Ана? Ми фали одење во зоолошка градина, ми фали да можам да ги ставам на врат. Ми фалат тие денови затоа што ако добро размислите, најубавиот период од животот е тој кога имате мали деца. Тоа е веројатно најтешкиот период во некаква вака гледано од страна. Техничка смисла да ги обслужиш, да ги нахраниш, да ги пресоблечеш, да ги однесеш до градинка, од градинка напред назад. Меѓутоа тоа е најсреќниот период на човекот, сигурно. И тогаш се и брачните парови најсреќни и најодушевени еден од други, го градат животот и, не знам, средуваат низ дома и имаат визии за иднината, имаат планови, и имаат гости, друштва секоја вечер и тоа е веројатно најубавиот период. А во однос на месеците, јас вака ќе предпоставам само, можно е месец март да ви е некако особено драг, лани месец март концерт, годинава месец март концерт или чиста коинциденција? Мене ми е не толку март, ама излегувањето од зима ми е мене прослава. Тешко ја доживеав оваа зима поради бројни проблеми, вируси, бактерии, болести, вамо тамо. Секоја зима едва чекам да помине. Верувате, да дојде пролет и да ми се отвори малце глетката. Инаку, стварно, тешко ги доживувам зими, веќе морам следната зима да ја дувнам негде на некоја топла локација. Тотално те разбирам. Ама не сакам многу тропски предели, ама зимиве стануваат тешки. Загаден е воздухот, треба грење, скапа е струјата. Не исто телово, така како ти реагира телово кога искочиш надвор, јакната и тој меѓу просторот меѓу јакна. Не, премногу сме облечени со 300 чуда на себе. Тоа е стега е, така. Не, тоа ограда е. Што знам, тешки се нашите зими. Сегаски се ова е, континентална клима е ова е ужасно тешки зими. А луѓето од северни завидуваат, вие во Македонија демек имате они мислат дека сме ние цело време на сонце. Не, дека сме стално на сонце. Имаат некои чудни предрасуди за тоа дека стално ни е топло. Не ни е баш стално топло. Судејќи по северот на Европа има друга клима. Така е. Само ни фали голфска клима да дувне и топол ветер. Знаеш. Норвешка знае да биде исто топла поради голфската струја. Англија исто така. Во сред зима знаат да бидат пристојни температурите. Така. Јас би ги замолила колегите само во делот фонот, ние ќе слушнеме и секако нешто од Fire and Ice, новото на Владко Стефановски, но би ги замолила колегите да имаме нешто од тоа во фонот, а се разбира и тука оди прашањето со концертот кој што ќе го имате на 21 март. Со вас настапуваат Васко Атанасовски, познат по одлични перформанси кога станува збор за дувачки инструменти и камерниот гудачки оркестар на Словеничката филхармонија. Тоа ќе бидат многу луѓе на сцена, што се случува и 15 луѓе доаѓаат од Словенија. Плейлистата е многу интересна, затоа што свириме некои парчиња кои наликуваат на амбиентална класична музика, да речам, и свириме парчиња кои наликуваат на традиционална или world music или етно или како сакате. Свириме некои мои авторски композиции, свириме авторски композиции на Васко Атанасовски. Голем дел од концертот е посветен на македонскиот фолклор
и мал дел посветен на словенечкиот фолклор. Ќе биде една интересна словенечко-македонска интеракција уметничка. Тој балкански убав енергетски, да, добра многу е компилација. добро, многу е добро. Овој концерт сме го имале многу пати не многу пати, да не претерувам сега. Сме го имале неколку пати во Словенија. Тој исти ансамбл ми беше гостин мене на белградскиот концерт во Сава центар, така го отворив концертот. На моје големо задоволство. Јас сум стварно голем фан на гудачки оркестри и воопшто и сакам да слушам и класична музика и гудачки квартети. Тој звук на гудачи ми е мене чиста магија. А за свирење гитара, тој тепих е, како да кажам, летечки килим. Затоа што таа подлога што ја даваат гудачите е незаменлива. Да, има добра основа. Таква има многу синтесайзери што глумат стрингс. Меѓутоа правите стрингс, луѓе кои ќе повлечат гудало. Да, не е исто. Тоа е незаменливо. Латко сте и кога со вашето име се поврзуваат и меѓу другото големи звезди на сцена. Например, минатиот концерт исто Бајага беше дојден, Джибони, тука беше и нашата Каролина Раде Шербеџија. И како изгледа кога нели ние чувствуваме навистина кон респект кон она што вие го правите, кон вашето дело. Тие верувам исто така, вие верувам исто така кон нив. Како изгледа кога има толку големи луѓе на сцена со таква музичка енергија? Сите се носите некоја посебна приказна, посебен дух во телото. Сите сме навлечени на тие штици живот што значат. Значи, сцената е магија и сцената е нешто што те навлекува повторно и повторно да се појавуваш. Неодамна настапував заедно со Матија Дедич, син на Арсен Дедич. И го прашав како е татко ти. Вика, што да ти кажам, тотално се хипнотизирани од сцена, вика. Он со сите години што ги има, со сите болести за себе, со сите проблеми, дај нешто да се свири, дај да се појавиме вамо, тамо да свириме, да се појавиме, знаеш, таа магија е веројатно за цел живот. Нема симнување од тоа. Нема, многу тешко да се симнува. Најдобрата зависност, едно од подобрите зависности. Едно од подобрите, да. Сцена е чудо. Да си ги направи. Тоа го знаат и глумци, тоа го знаат и музичари, тоа го знаат и играчи, балерини, балетани, тоа го знаат сите оние сценски изведувачи знаат што значи тоа. Владко, 40 години не се многу ни малце, него се доволен период да има човек избор да направи. Кој би правил избор, што би си пуштил од тебе? Знаеш што те прашувам? Ние уживаме во твојата музика и ја доживуваме така и така. Благодарам, драго ми ако е така. Сосема поинаков агол, бидејќи ја ствараш. Денес, овој Владко, што би преслушал, едно да мора да издвоиш. А ги ставам сите 40 години во игра. Сега ќе ти кажам, има еден култен албум, се вика Крушево. Ако ме прашаш што би слушал, ја би го пуштил Крушево да го слушам, затоа што тој е соголен албум. Он е албум на минималистички со два инструмента, две акустични гитари, снимени во еден прекрасен амбиент во Крушево и со една магична, како да кажам, акустика и со една врвна технологија за тоа време, а и за ова време, со врвни микрофони, микрофонски предпојачала, еден албум кој беше и се уште култен во светот на аудиофилите. Луѓе што држат до својата опрема, техника, тие посегаат по тој албум Крушево. И верувајте, тој е албумот кој најмногу ми го бараат луѓе и кој некако не станува од мојата куќа многу мистериозно. А и не само од мојата, од многу куќи. Добро е чим се троши. Од многу куќи се бара тој албум, се неверојатно, а за жал немам контрола врз тоа издание, затоа што тоа издание на Ма Recordings од Лос Анџелес и ја немам баш многу од таа плоча за да делам на пријатели, евентуално да продавам на концерти, ама тоа е тоа би избрал, да, албумот Крушево. А има премногу добри моменти во мојот живот, знаеш, и во мојата кариера, не го сакам тоа. Не, јасно ми е дека би пофалил повеќе работи, затоа што прашав за една. Веројатно за тоа ми преш мовето. Јас како дете одев во музички магазин, таму кај Рекорд, што го викаат од друга страна. И таму ги видов во својот живот првите електрични гитари, кои беа веројатно чешко производство, Јолани, вакви такви. Еко италијански некои гитари, немаше Фендери, Гибсони, ама имаше некои такви електрични блескави електрични гитари. Светкави, така. Како дете бев фасциниран од сето тоа и одејќи во тој музички магазин, купувајќи плочи, купувајќи трзалици, жици за гитара и така натаму,
Мечтаев за денот кога ќе здогледам свое издание во музички магазин во Скопје. И тој ден го дочекав. 78 година во март се појави првиот албум на Леби Сол. Го памтиш денот? Тој зелениот. Го памтам моментот на здогледување на тој. Јас го добив албумот од РТБ. Беше така меѓутоа како што чекав да го видам во продавница и отидов, тоа беше голем момент на возбуда. Голема возбуда затоа што немаше многу изданија, немаше многу плочи. Ретки беа бендовите кои успеваа да стигнат до плоча. Многу, тоа е невозможна мисија. Ова е остварување на сонот, а има еден стих од Бајага, мали свира гитару од 4-та своја година, има дуги прста, затоа свира најболја. Значи, дали вие имавте одредени прсти со добра димензија за да бидете толку кутен гитарист? Дали беше во прашање талентот, нешто од дозгоре или беше работа во прашање? За сите идни гитаристи кои што... Ја не можам за себе на тој начин да зборувам. Ја можам само да ви кажам, држам многу често мастер класови за гитара на разни места. Ме замолуваат луѓе кога свирам концерт, па успут да одржам и мастер клас за гитаристи. Првата работа која им ја кажувам на луѓето е тоа што јас сум веројатно среќен што сум леворак. Јас сум левак. А свирам гитара како деснорак. Ја ги развив уште во прво оделение, мене ми рекоа ти треба да пишеш со десна рака. А ја бев леворак. А јас знаев да пишувам со лева, ама ја вежбав десната рака упорно за да научам да свирам, да научам да пишувам нормално со десна рака. И ја ги развив веројатно паралелно и левата и десната рака. И тие моторики на левата и десната рака, а паралелно со развивање на ракописот, предпоставувам дека сум направил некои синапси во мозокот, сум споил лева и десна хемисфера на некој чуден начин. Тоа значи дека сум направил некаква координација помеѓу левата и десната рака во свирење гитара. И на сите деца им велам, жал ми ако сте деснораки и ако морате да свирите гитара. Затоа што гитарата, вака како што е поставена за деснораки, е уствари измислена за левораки. Јас гарантирам дека левата рака е на вратот, десната рака е со трзалицата. Вашата, ако сте деснорак, вашата супериорна рака е со трзалица. Да, како да. А вашата инфериорна рака е на вратот. А на вратот треба да стигнете од точка А до точка Б и точка Д и С и назад и напред и морате да шетате брзо по вратот за да постигнете да отсвирите некои брзи и тешки мелодии. Значи човек треба стварно да ги развива моториките на лева десна нога. Тоа бубњарите многу добро го знаат. Они знаат што е лева десна нога, лева десна рака. Мора да ги одвојат сите 4. Тоа е исто праење синапси во мозокот. Тоа е праење врски кои обични луѓе кои не свират инструмент ги немаат. Некои луѓе развиваат други врски, одат на лов, на риболов, на кошарка, на ракомет, на фудбал и така натаму, развиваат други работи. А за музика мислам дека е многу важно, или за свирење гитара. Ме прашавте за прстите, затоа ви почнав оваа лекција. Да. Инаку, добро е да имате малку месо на прстите, значи да не бидат баш кошчати тие раце. Тоа месо служи, тоа се мускули, мали мускулчиња, кои веројатно помагаат да бидете брзи, спретни и да стигнете кај што треба. Многу убаво. Ќе слушнеме нешто исто убаво, а се разбира, ние го пиеме утринското кафе со Владко Стефановски на големо задоволство на екипата на Утрински поглед. И на моје се разбира. Баш ми е драго, тоа останува со нас уште некоја минута, затоа ви останете вклучени на 9 часова и сите останати фреквенции низ Македонија. Радио Слободна Македонија.
Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Радио Слободна Македонија. Владко Стефановски во Утрински поглед. Чукни во дрво, вистина е, надворе пролет, живи сме. Еј, драги мои суперхерои, имате ли план, имате ли визија, како на филм и на телевизија? Само ме молам без хипокризија. Гледам се, немам работа. Гледам се, дене се сабота. Гледам се, мува не ме лази. Никој не сака, никој не мрази. Владко Стефановски во Утрински поглед. Пиеме кафе со вистинскиот човек. Наши ваш гостин, да се пофалиме, уствари се пофаливме да го скокнамо. Лоче кога го хитот е неизбежен и сигурно сите ти прават муабет за Скопје, за Чукни во дрво, за хитови кои сигурно и ти си ги фатил утрински, попладневно. Кажи ми тебе, кога го правеше Чукни во дрво, ја правеше за да ја слушаме од Сабајле, ја правеше за да ја слушаме, не знам како, или си ја правеше за да ја направиш? Фрли ни го твојот агол. Не размислува. Ја тоа знам дека не се мисли. Тогаш бев во тие магични години на првите години со мојата драга сегашна сопруга Гордана. И бев опиен од љубов, од занос. Розови очила. И немав Уопште не размислувам за тоа какви песни правам, што пишувам, како пишувам, само искачаше од мене. Тоа се тие два албума, тие се клучни, како и Путуемо од Лебисол, кај што тука само искачаше од мене информации, енергија. Има една уметници кои зборуваат, они зборуваат дека постои некаква универзална вистина на која само треба да се прикопчаш, за да да бидеш во контакт. Значи само треба да си проточен за да извлечеш нешто од таа вистина и само да помине низ тебе и да отиде понатаму. Ништо не измислуваме. Ништо не сме измислиле. Постои некој огромен материјал во космосов. Некој огромен материјал на вистина кој ние само со затворени очи веројатно, само со отворено срце и со отворена душа само треба да се приклучиме на таа една огромен генератор на енергија. За да протече нешто низ нас. И тоа се благословени моменти. Тоа некои го викаат инспирација, некои го викаат Божја милост, кој ќе те допре Божја милост. Тоа имаш некој пат си опиен од нешто што поминува низ тебе. Ништо ние не измислуваме. Стварно баш е така. Само за да те допре таа Божја милост или за да се приклучиш на таа енергија, треба малку домашна работа. Значи треба малку работа, малку опуштање, малку размислување, малку, не знам, од се помалку за да те допре нешто. За да евентуално можеш после ти да допреш некого во публиката со тоа што го правиш. Значи се работи само за медиум, продужен кабел. Баш така. При тебе прашам како вие ги воспитувавте и ги воспитувате се уште Јан и Јана. Прочитав дека вашето семејство, вашите родители многу сакале да биле авантуристи, дека сте се родиле во Прилеп, па потоа доаѓате на Мексичка каде што се уште живеете, дека тие биле луѓе кои што многу сакале да патуваат, дека сте шетале уште во детството и така. Има ли вистина во тоа? Како ве воспитуваа вас за да може понатаму да пренесете врз вашите деца? Нема, да ви кажам, децата не можете со една реченица да ги воспитате. Децата гледаат пример, гледаат што правите и како се однесувате и како живеете. И тоа го пресликуваат.
Ако вие секоја вечер да речеме пиете по 10 пива, тоа дете ќе го види тоа и кој ќе порасне и оно ќе пие по 10 пива. Сега, ако читате книги секоја вечер пред спиење, тоа дете ќе посегне по некоја книга па ќе чита. Не можете да му дадете совет, сине, ти можеш да му кажеш облечи се пред да искочиш или немој да миеш коса непосредно пред да излезеш надвор. Тие совети практични можеш да ги дадеш. Меѓутоа да го васпиташ со една реченица, тоа е невозможно. Тоа вчера одговорив на едно прашање за Глорија Хрватска. Баш на ова прашање, како ги васпитувам. Не ги васпитувам со текст, ги васпитувам со контекст. Значи, јас са бајле стано ми ја расчистувам машината за садови. Ќе види Јан дека треба да ја помогне на сопругата. Кој ќе стане прв, тој ја расчистува машината. И тоа е една рутина која се гледа. И сега, верувам дека моите деца кои ќе излезат од својот анархичен период, сега фрлаат ни соба, сега се ништо не им е важно им е да се дотераат, дискочат надвор и така натаму, во еден момент ќе се сетат на тоа што правеле родителите. Или, ако некоја твоја особина нив не им се допаѓа, ќе се обидуваат да ја избегнат. Или начинот на кој ги воспитуваме, ако не им се допаѓа, ќе му направат скип на таа лекција. Ја исто сум направил скип на некои лекции од моите родители, не сум ги употребил према своите деца. Тоа е еден... Добре, нешто ќе надоградат. Меѓутоа, нема бегање од јазот генерацијски. Као што рок-н-ролот мој и на брат ми, на моите родители им представуваше комета падната од непознат правец, така оваа сега технолошка збрка, мобилни телефони, мултитаскинг, мене ми е потполно неприфатлива работа, а нив им е сосема нормална. Значи, у исто време да се уклучени на 3 машини, да комуницираат со 10 души, да одговарат на SMS-ови, да сурфаат по сајтови, да слушаат музика. Значи, тоа ми е мене будалаштина, а нив им е тоа секојдневен живот. Ја веќе не ја разбирам таа брзина на комуникација и не сакам да ја прифатам. Јазот е воспоставен. Истиот оној јаз, кој јас го направив меѓу мене и моите родители, моите деца ми го прават мене. И тоа е толку природно и толку нормално. И така треба. И ја не, како да ви кажам, по секоја цена не се борам да останам модерен и современ. Не ме интересира. Јас сакам да останам доследен на своите идеали. Сакам да останам доследен во правење музика, во свирење гитара и така натаму. Макар тоа му изгледало на некого чудно, дури и на моите деца. Ако мислите дека сум забеган човек што стално свири гитара и што више доста више, може некој да каже доста више со таа твоја професија, хоби, обсесија и така натаму. И со право можат да ми кажат, ама ја исто со право можем да ви кажам leave me alone. Оставете ме, бркајте си работа, вие со вашите компјутери и телефони, оставете ме мене да свирам гитара у двор. Океј? Значи имам право на тоа. Ние ви се восхитуваме, ама тие ви имаат дома. Кои се нивни музички херои? Како реагираат на вашата музика? Сте ги фатили ли да слушаат нешто од вас? Черка ми и син ми имаат многу, мислам, за моје големо задоволство имаат одличен музички вкус. Вчера се шетавме со малиот низ мало и он од својот iPhone ми пушта некои песни феноменални. Ама феноменални. Неговиот избор е феноменален. Слушаат тоа модерни музики, не знам, John Legend или ово или оно, али супер песни одбираат за слушање. Тоа е заедничката музика која може да се ја конзумирате. Ма по тоа и ја слушам, и ја уживам у тоа, мислам. Ќе дојдат ли на концерт? Coldplay, черка ми е фаница на Coldplay, син ми исто. Онака културна поп музика или интелигентна, духовита поп музика, знаеш, не е бљак. Паметен мејнстрим. Оти ова што се случува на Балканов, тоа е, мислам, стварно е многу поразително. Овие такмичења што ги гледаме, не ги именувам тие, ја не знам како се викаат тие звезди, нови звезди на Гранд или на овој, луѓе, тоа е страшно. Тоа е страшно. И тие луѓе со каква леснотија баратаат со туѓи емоции, со туѓ емоционален развој, да кажем. Сега деце, некој дојде, отпее и ти му викаш немаш поима, бегај не те бива, не знам што. Или ти си гение, ќе те биде, или кои се тие, со кое право, кој ги измислува тие монструозни шоу програми? Монструозни. Мислам дека не знаат, па се опуштаат, веројатно. Дизајнирани со многу пари,
дизајнирани, а суштината е страшна. Така да ние сме атакувани со огромна доза на невкус, со огромна доза на кич. Страшно е тешко да се одбраниш од тоа. И така го формираме својот вкус, така се облекуваме, па така почнуваш да живееш. така се шетаме, така излегуваме у град, така пиеме, така се дружиме, на основа на таа културна матрица. Тоа е страшно. Ако сега слушаат тие деца таква музика, каква ли ќе слушаат кои имаат 50 години? Што ли ќе слушаат? Се извинувам ако Немам не излегува. Немам што да додадам. Токму интересира така. дали ќе дојдат Јани и Ана на концерти. Ние уживаме во дел од плейлистата на концертот. Уште имате ли се уште возбуда на концерти? Имате ли се уште возбуда пред концерти? Имате ли се уште во овој момент пеперутки? имам возбуда околу тој концерт. Јас са бајле станав и ја пуштив овој CD, го пуштив што ви го донесов вас. Fire and Ice, го пуштив тоа CD, тоа е промотивно CD, оно не е формално Глупави се издание. прашањата, ама зошто се вика Fire and Ice? Дека ми Не го смислив јас тоа. Па тоа е добро име. Има Џони Мичел Зошто една се вика песна. така, да, тоа сака. Има Џони Мичел една песна која се вика Fire and Ice. Песмата иде вака. Play it cool. 50-50 fire and ice. Значи, и свири cool, 50%. Пола. 50-50, 50-50 fire and ice. Тоа е многу добар. Fire and ice се два спротиставени принципа, ама функционираат заедно. Значи, малку страст, а малку cool. Веројатно тоа е идејата. Васко Атанасовски го смисли името на тој проект и мислам дека е добро името. Значи, страст е fire, а ice е cool. Добра средба. Добра. Како се релаксираш? Тоа што можеш да ни го кажеш. Зборам за да не што тебе те полудам, опуштиш. Не, сакав да кажам. Не, човечки муабети се Фаворите прави. прашањето, да не полуди човек. Ја верувам само во мене лично ми прија само една релаксација, тоа е долго пешачење. И на позната патека или на Бога што се уште можам да пешачам, и страшно ме фрустрира тоа што воздухот во Скопје е катастрофален, со исклучок на последниве неколку дена кога дува ветер па можам да шетам. Инаку во текот на зимата сум фрустриран и очаен затоа што воздухот е стварно како да живеам на железничка станица од крајот на 19 век. Мислам, мириса на некој ќумур, на некој го има. Страшно. Значи, мојата релаксација се долги пешачења. И на сите им препорачувам долго да пешачат и слушаш музика или само си одиш? Кога пешачам никако не слушам музика, тоа не е добро. И тоа не е добро. Луѓе со слушалици кога пешачат имаат опасност да не слушнат нешто околу нив, некој ауто, некој точак, некој мотор. Има звук и тишинава има звук, ама добро, секој си одредува кога сака да го чуе. Музика слушам углавном во кола и почнав се да практикувам на сабајле, се враќам на дисциплината слушање музика пред било што. Пред било што. Тоа е дигање на систем компјутерски, кажам. За майндсет. Да не станеш одма со информации, да не отварам одма некој сајт да се испотресувам што се случило во светот и во нашата мила држава, него одма да пуштам некоја музика што ќе ме ќе те помилува, па или после ќе ме тоа инспирира за остатокот од денот. Финалето е на 21 март во Универзална сала Fire and Ice. Владко Стефановски, Васко Атанасовски и ајде помогнете ми. Камерниот оркестар на Словенската филхармонија. 15 луѓе доаѓаат од Словенија и јас ги очекувам со големо задоволство. Сакам да им вратам гостопримството што тие мене ми го даваат во Словенија и сакам на фин начин да ги запознавам со Македонија и да ги промовирам тука пред нашата публика. Мислам дека ќе биде супер концерт и повелете, дојдете, нема да зажали. Се гледаме таму, а се разбира и вас покануваме уште еднаш 21 март Владко Стефановски, го имаме денес во утренски поглед, тогаш во Универзална сала за сите вас. Ви благодарам најмногу. И јас вам и голем поздрав до вашите слушатели. Имаме денеска убав ден, мислам дека е добар и за пешачење и за одење во природа. Голем поздрав до сите. Да сме здрави и живи и како што ви гледате вие, чукни во дрво, добро е дури е така. Да.